Еве назад во утрински брифинг и темата на денот број 1. А кога е ВМРО ДПМН во прашање, две работи ќе речам дека се поактуелни. Едната е неодамнешното објавување на изборните листи за изборите закажани за 12 април и другата како еден дел од целината на лидерската средба која што се одржа вчера, дискутираа лидерите за повеќе прашања, меѓутоа кога станува збор за изборите, очигледно е дека за сега според проценките тие ќе се одржат на 12 април. Мој гостин овде во студиото е потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро дојдовте. Добро најдов, благодарам на поканата. Добро утро на сите што не гледат. Кога зборуваме за партиските листи, очигледно е дека е сочинета од, како што вели лидерот на партијата Христијан Мицкоски, 95% нови луѓе. Јас само ќе напоменам, Гордана Силјановска-Давкова е во изборната единица 1, Мисајловски е во двојката, Јанушев е во тројката, вие сте во четворка, во петка е господинот Дурловски, а во шестка е Дафина Стојановска. Интересно е дека оно што го забележуваат оние кои што ве гласаат, оние кои што ве следат, а и оние кои што ве критикуваат, дека старата постава на ВМРО ДПМН, некој од она стара постава, како препознатливи пратеници Илија Димовски и Владко Ѓорчев, дел од другите, ги нема, меѓутоа го има господинот Антонио Милошовски. Кој е разгледувањето на опциите и што е одговорот на овие листи? Благодарам. Прво во однос на носителите, точно од 6 носители имаме 2 жени, што е во рамки на она што се законски решенија и се обидуваме на следните избори да бидат и 3 жени, да сме најмалце со однос 3-3, па зошто не и 4. Тоа е една новина која што сакавме да направиме, додека други зборуваат, ние реализираме. Второ, од 6 носители, двајца не се членови на ВМРО ДПМН, тоа е професорката Силјановска и Дурловски. Понатака во однос на листите, самиот споменавте, 95% се нови лица. Во однос на континуитетот, точно е дека неколку пратеници од постојниот состав повторно се кандидати затоа што се докажаа со својата работа, но и собранието е една специфична материја која што бара покрај добра представеност пред граѓаните и многу институционално знаење внатре за да можете да ја работите работата, па тука е Милошовски, тука е Мицевски, тука е Ласовска, тука е Лашковска и уште неколку други. Концептот на овие листи е продолжение на она што го започнавме во партијата после промената на раководството. Тоа е една силна, сериозна реформа на партијата, која што сега планираме да ја направиме и во државата. Фигуративно окрстивме нови луѓе за ново време, затоа што е факт дека доаѓа ново време во Македонија. Тоа не значи дека овие кадри кои што сега нема да се напреваруваат за пратеници направиле нешто лошо или не оставиле добра трага во партијата. Напротив, ние сметаме на нив и во следниот период на соодветни позиции во извршната власт на кои што може да допринесат со своето искуство, знаење, пријателства кои што ги стекнале во изминатиот период и институционална меморија, но сметаме дека во собранието, онаму каде што граѓаните директно ги бираат своите представници, треба да имаме нови луѓе во кои што граѓаните можат да се препознаат и тоа е диаметрално спротивен концепт од концептот кој што го понуди СДСМ на овие избори. Она што можам да го кажем исто така во однос на носителите, дека од 6 носители се првпат носители на листа во ВМРО ДПМН, што е исто така концепт различен од СДСМ, каде што, например, Штинска не знам колку пати. Добро, не зборуваме сега за СДСМ, зборуваме за идеите на ВМРО ДПМН. Па добро, може да ги споредите и со другите партии. Тие не се главен конкурент. Оглед на тоа, не ме интересира како СДСМ се бави со господинот Сафет Бишевац, кој што беше пратеник. Мене ме интересира каде се најдовте со господинот Бишевац во заедничките политики, особено што тој е девети во изборната единица 1, може би е дискутабилно место за јавноста, може би не е за вас, ќе биде или нема да биде дел од пратениците парламентарното мнозинство, кое што би го оформило ВМРО ДПМН, но политиките кои што ги имате со господинот Бишевац заеднички. Па еве можам ексклузивно за вас да направам една прогноза за првата изборна единица. Мислам дека резултатот е 10 или 11 пратеници за ВМРО ДПМН, 7 или 8 пратеници за СДСМ и по еден пратеник ќе поделат ДУИ и Алијансата. Нека остане запишано од денес. Во однос на господинот Бишевац, тој е представник на Бошњачката заедница во Македонија. Заеднички предлог е на
ВМРО-ДПМН, неколку здруженија на бошњаци во Македонија и партијата СДА, која што е дел од коалицијата на ВМРО-ДПМН долги години наназад, и сметаме дека ако сите тие се согласуваат дека тој човек треба да е представник на бошњачката заедница, бошњачкиот народ во Македонија, ние тоа можеме само да го прифатиме, а самиот факт што еден човек кој што минатото го критикувал претходното раководство на ВМРО-ДПМН се препознава во ова раководство на ВМРО-ДПМН, само говори дека реформата во партијата е на добар пат. Може да ја прашам уште еднаш за политиките со господинот Бишевац, како се заеднички? Што сме на иста листа, значи дека сме се усогласили околу програмата и тука има доста програмски решенија кои што ги делиме, но исто така остануваат и разлики, има доста луѓе со кои што ќе имаме разлики, ова нема да е, и тука ќе имаме една новина, ова нема да е униформен состав на пратеничка група на ВМРО-ДПМН, кај што сите ќе мора да мислат едно и ќе мора да предлагаат исти закони, исти амандмани. Ќе видите една малце поразлична работа на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Ние ветивме дека најголем дел од пратениците, од кандидатите за пратеници кои што ќе бидат избрани, ќе останат во собранието на Република Македонија, односно нема мигрираат во извршната власт, што исто така фер однос према граѓаните кога трчаат да знаат дека гласаат за оној за кој што ќе ги представува после тоа. Добро, да го затвориме прашањето со Бишевац, бидејќи го има многу во медиумите, а всушност трчаат две големи партии за извршната власт. Интересно е за мене што вие сте дел од изборната единица, односно носител во изборната единица 4, што ќе рече дека ќе се соочите директно со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Дали можам јас ова да го протолкувам како еден вид, ако вие го победите Заев во четворката, може би се наметнувате или тоа е дел од планот на Николовски да се наметнете како евентуален лидер на партијата? Не, партијата има лидер, тоа е Христијан Мицковски. Мислам дека направи еден доблесен потек Мицковски, кој што никој досега не го направил од македонските политичари. Тој е претендент за премиер. Доколку ВМРО-ДПМН победи и формира влада на изборите, Мицковски ќе биде премиер на Македонија. И во таа насока, мислам дека неговиот потек е доста витешки, каде што кажува или ќе победиме, ќе формираме влада и ќе бидам премиер, или нема бидам ништо во политиката, односно нема се кријам зад пратеничкиот мандат. Го дадовме ние тој предлог до СДСМ и во преговорите кои што ги имавме за изборниот законник, а потоа и јавно. СДСМ не го прифати, тоа е нивна одлука, не можеме ние наши одлуки да наметнуваме никому. Идејата беше, доколку Заев е таму кандидат за премиер, и тој да не се надпреварува на пратеничките листи и да можат јасно да знаат граѓаните дека тој што победува е премиер, а тој што губи си оди од политиката. Тие мислат дека и доколку изгубат Заев треба да е пратеник, во ред, нивна одлука, тоа ќе проценат граѓаните чија одлука е права. Во однос на мојата одлука да се кандидирам во четвртата изборна единица, откако значи беше јасно дека ние ќе одиме со овој концепт на кандидат за мандатар, јас решив да одам во изборната единица каде што ќе Зоран Заев, тоа беше моја одлука. Иако можеби ќе беше поприродно да одам во првата изборна единица или во петата, во првата живеам, од петата потекнувам и семејството најголем дел ми е во петата, но решив да одам таму каде што ќе Зоран Заев, затоа што сакам да го победам на домашен терен. Мислам дека граѓаните доволно се разочарани од тоа што се случува во Македонија, но особено во четвртата изборна единица. Јас, на пример, не знам како не се нервира кога си оди дома неколку пати неделно и кога гледа дека патот од Штип до Радовиш, кој што потоа води до Струмица, 3 години е застанат таму каде што застана при промената на владата и камен не е ставен. Или како не го нервира во неговото... Не сте го прашале ова на лидерска средба? Па јас на лидерска не учествувам, а ќе го прашам во... Кога имате партиски повисок врв на партиите, кога се состанувате? Не бев на последниве две, но ќе го прашам се надевам во кампањата, се надевам ќе има доблес да се соочиме барем во една дебата. Второ, на пример, што не знам како не го нервира, е во неговото родно Муртино бев скоро. Таму канализацијата тече буквално по улицата, а тој беше долги години градоначалник на Струмица, после тоа и премиер. Значи, ја имате главната улица, од левата и од десната страна имате канали кои што не се затворени и низ кои што поминува фекалната и атмосферска канализација, што е извор на бројни зарази за жителите кои што живеат таму. Или не знам, на пример, како него нервира тоа што
не успеа уопште да почне да работи од Радовиш до Струмица па до бугарска граница. Сакам тие работи да ги подискутираме во јавност. Исто како што не знам како него нервира беше носител тој во четвртата изборна единица на минатите избори, дека експресниот пат за Прилеп застана каде што застана со промената на владата и немаше никакво поместување напред. Јас сите тие работи ќе ги отворам пред граѓаните и она што можам да го ветаме на револуција за Централна Македонија. Тоа е изградба на автопат од Велес преку Бабуна до Прилеп, Битола и грчка граница, кој што треба да го отвори централниот и јужниот дел од Македонија. Понатака изградба на овој пат од Штип до Радовиш, продолжување од Радовиш до Струмица и понатака до бугарска граница преку Новосело, што треба да отвори уште една артерија на истокот и на тој начин да можеме ние економски да го развиваме центарот и истокот на Македонија. Ова ми е предизвикот. Очекувам да го победам Заев убедливо во четвртата изборна единица и на тој начин исто така да биде делегитимиран и од мене и од ВМРО да помане. Господине Николовски, оставивте еден мал простор за шпекулација во јавноста, особено пред објавувањето на изборните листи на ВМРО ДПМН со лидерот Христијан Мицкоски бевте во Унгарија, во Будимпешта, кај премиерот Виктор Орбан. Од каде идејата? Зошто баш сега пред изборните листи? Тоа беше состанок кој што беше закажан неколку месеци претходно. Ние со Фидес сме сестринска партија во Европската народна партија. Да, сестринска партија сте и со партијата на Меркел. Не бевте во Германија. Ќе ви одговорам за тоа. Тајмингот стратешки не ви... Ќе ви одговорам. Значи, беше состанок кој што беше закажан неколку месеци претходно. Со Фидес сме сестринска партија и исто така можеме да кажам дека во ИПП делиме, има партии со кои што делите повеќе или помалку заеднички вредности, делиме многу заеднички вредности. Она што е суштинско, што мислам дека никој тука не треба да го заборави во Македонија, дека комесарот за проширување, човекот од кој што следни 5 години зависи иднината на Македонија, е предлог на Унгарија и на Фидеш. И местото, ако беше Виена до минатата година, каде што треба да се лобира, затоа што Хан доаѓаше од ОВП и од Австрија, сега е Унгарија и Фидеш. И секоја патриотска, би рекол и нормална македонска политика треба да дојде таму. Тоа што Заев, заради тоа што се уште не може да ја надмине омразата од некои претходни времења, го напаѓа јавно премиерот Виктор Орбан, е минус за Македонија, затоа што Заев не гласа на избори во Унгарија и не може да ги направи изборите за унгарските граѓани, без разлика колку му се допаѓа изборот. И мене низ Европа можеби некои лидери не ми се допаѓаат, ама тоа не е моје право да одлучувам. Да ја би бил Заев, јас секој месец би одел таму и би лобирал за државата, затоа што тоа е единствен начин да оди Македонија напред. Ние лобиравме Македонија да добие датум и да биде раздвоена од Албанија. Затоа што уште 2018 ја зборував. Влегување во група со Албанија е самоубиство за Македонија. Тогаш ми велеа дека тоа е научна фантастика. Таа група за жал се случи во јуни месец 2018 и беше една од причините зашто Македонија не добие датум. Денес, март 2020, сигналите за самитот на Европската Унија, колку и да слушате други сигнали, јас се бидам директен, не се поволни. Ова се инсайдерски информации дека не се поволни или од она што е во јавноста пласирано? Никогаш не зборувам на памет и претходно сум дал изјави кои што во моментот биле проценувани како контроверзни, па за жал се остварувале, велам за жал затоа што јас најмногу сакам Македонија да почне преговори со Европската Унија и да стане членка. Мислам дека еден сум од политичарите кој што е најмногу еврофил, да кажам, во политиката, сум бил таму, сум бил подпредседател на една од институциите. Значи, ветриштата не се поволни за Македонија во моментов и една од причините зашто не се поволни е повторно групата со Албанија. Македонската влада во овие 3 години ништо не направи, барем една јавна изјава не дадоа, дека сакаат Македонија да се раздвои од таа група. Македонија неприродно е ставена во таа група. Македонија беше прво во група со Хрватска. Тоа го решаваат европските функционери. Точно, европските функционери го решаваат. Не го решава, мислам, ниту Заев, ниту Спасовски, ниту било кој. Го решаваат врз основа на две работи. Прво го решаваат врз основа на перформансот на државата, кој што за жал во овие години не е најдобар. Немаме ние некое драстично одлепување од Албанија, но факт е дека сме подобри. И второ, го решаваат врз основа на иницијатива на домашните политичари. Ако 3 години никој од Македонија не се јавува на правото место, а во моментов комесарот за проширување е правото место, како што беше и лани и преклани, без разлика на името,
и не инсистира силно дека не сака да е во група, значи тие мислат дека сакаме да сме во група. Ние баравме да Македонија во март од Виктор Орбан баравме да разговара со комесарот Вархели, кој што е негов предлог на Унгарија, тој е премиер на Унгарија, да разговара Македонија да добие датум за почеток на преговори и доколку е пречката групата со Албанија да се раздвои од Албанија, за да македонските граѓани не страдаат и во следниот период. Доаѓаат тешки времиња, заради ова што се случува со коронавирусот, возможна е светска економска криза. И за Македонија е многу посигурно доколку е качена на бродот преговори со Европската унија. По-патриотски од ова ние не можеме да настапиме, ние сме опозиција. Само морам да напоменам, племенито е тоа лобирањето кај Орбан за Вархеј да ги раздвои Македонија и Албанија, меѓутоа мора да се напомене дека Вархеј и сам не ги креира тие политики, ги креираат европските институции. Точно, ама многу е битно што ќе каже, затоа што секако дека да. Да имаат представа гледачите. Ние секој живее нормално во свој микросвет, за нас е најбитно да почнеме преговори. На тие самите има преку 40-50 точки. Точка да вршување не треба поеќе од 10 минути, освен ако нема некој голем проблем. Треба да се свесни луѓето за тоа. Се одлучува најчесто врз основа на препорака на комесарот за проширување. Како што точката, на пример, риболов, која што е многу значајна за Европската унија, а нас не ни значи ништо, затоа што најголем дел од државите излегуваат на море, се одлучува врз основа на препораката на комесарот за тоа портфолио. И препораката на Европската комисија, последната дополнителниот извештај е за отпочнување на преговорите. Точно. Што ќе рече дека Вархеј... Но нема препорака за раздвојување. Ние мислиме дека треба да има препорака за раздвојување. Да, тоа е едно од клучните работи. Ќе ги напоменам уште еднаш изборите, 12 април, засега според констелациите ќе се одржат на 12 април, нема да се одлагаат, меѓутоа и самите лидери рекоа, а и председателот на ДИК, кој што беше гостин во утрински брифинг, рече дека веројатно ќе се работи на некаков вид друг на кампања. На каква кампања ќе работи ВМРО ДПМН, каква претпоставувам дека тоа ќе се работи преку социјалните мрежи, затоа што јавните собири во наредните денови, особено од почнувањето на кампањата, ќе бидат се уште под забрана. Прво, навистина е сериозна ситуацијата. Јас мислам дека сите треба трезвено да пристапиме. За жал, мислам дека се создава една доза на паника, која што не користи никому. Проблеми се решаваат во животот со трезвеност и со посветеност, а не со паника, а во однос на властите се решаваат со работа, не со пресконференции. Не би критикувал во моментов никого за не биде сватено погрешно, но само би кажал дека очекувам повеќе работа и посветеност, а помалце пресконференции. Како што очекувам да ова што и се случи на Македонија со неодговорното однесување на директорката на клиниката, биде сигнал за сите политички партии дека во иднина на осетливи позиции, а особено на позиции во здравството, треба да прекине праксата на поставување на директори по партиска основа. Затоа што тоа се луѓе од кои што зависи нашето здравје. На клиниките треба да бидат поставени најдобрите стручњаци. Тоа е греф на сите политички структури досега во овие 30 години во Македонија, не исклучувам никого. За жал е греф и на оваа политичка структура, тој греф може да биде платен сега со човечки животи. И тоа е сериозната лекција и тука ќе застанам со критика да не бидам сватен погрешно. Во однос на кампањата, ВМРО ДПМН од секогаш било иновативно во пристапот. Например, прошли пат кога бевме опозиција, прв пат воведовме од врата на врата, сега е тоа стандард пракса за сите политички партии. Сега ќе имаме исто така многу иновативни работи, кои што ние секако ги планиравме без да се случи ова, но сега ова ни е еден дополнителен импулс. Ќе имаме нов пристап до граѓаните, ќе стигнеме повторно до секој граѓанин, но ќе ги искористиме алатките на модерното време. Односно онлайн. Не само социјалните мрежи, сега имате платформи од типот на мрежи за комуникација, дали е тоа Viber, дали е WhatsApp или нешто слично, кој што не кошта ништо, се бесплатни, а можат да направат да комуницирате со многу луѓе. Ќе имаме доста интерактивни содржини кои што ќе одат онлайн, кои што ќе одат на интерактивни билборди и така натака. Значи, ќе имаме едно ново представување кое што мислам дека за сите старосни генерации ќе е интересно и секако ќе е интересно за оние кои што размислуваат дали да гласаат или не, затоа што имаме многу да понудиме, особено во трите сектори кои што се најзначајни за граѓаните,
Тоа е економијата, тоа е подобриот животен стандард и тоа е борбата со корупцијата. Тоа е трите фокуси на програмата за обнова на Македонија. Со оглед на тоа што наративот досега кој што се градеше пред изборите од страна на ВМРО ДПМН како опозиција, па и на Мицотакис кога претендираше за премиерското место во Грција, беше преспанскиот договор, го апсолвиравме ова прашање или ќе се навраќаме повторно на него, бидејќи Шпанија веќе ќе го ратификува договорот, односно протоколот, Македонија многу наскоро ќе биде полноправна членка на НАТО, тоа ни е јасно. Европскиот совет најави дека при крајот на месецот ќе се состане за евентуален датум за Македонија. Преспанскиот договор со овие две институции е апсолвиран или ќе се враќа во јавноста како јавен? Она што ние го имаме како став е непроменета, тоа е дека сметаме дека договорот е штетен по однос на македонските национални интереси. Сметаме дека грешка огромна е промената на уставот на Македонија и во таа насока освојување на двотретинско мнозинство би значило промена на уставот и ние стоиме на тој став и тој став е она со што ќе настапиме во кампањата. Бараме силна, масовна подршка од граѓаните, не е невозможно да се стигне до таква бројка, имајќи предвид дека постои голема разочараност од актуелната власт и во таа насока, доколку успееме да стигнеме до таа бројка, промената на уставот останува силна определба на ВМРО ДПМН. А национален интерес не се европските институции односно влегувањето во НАТО и во? Јас сум еден од тие кои што мисли дека едното не го исклучува другото. Апсолутно сите сме свесни дека некаков договор е потребен, но исто така сите знаат дека договорите на крај зависат од двете страни. Како што исто така сме сите свесни дека Преспанскиот договор се потпиша во 2018 година во јуни месец, денес сме март 2020 година. Еден од двата дела на референдумското прашање, тоа беше влезот во Европската унија, претходно треба почнат преговори, не е ни на повидок и, како што кажа во претходниот дел од емисијава, ветриштата не се поволни за Македонија, што само говори дека тоа само за себе не е доволно и тоа беше основната стратешка грешка на претходната влада на Заев, кој што мислеа дека само со промена на името тие се отворат магичните порти на Европската унија. Гледаме дека не е така, треба многу работа, многу посветеност и, како што кажав, многу лобирање. Мора да сватиме, уште еднаш се навраќам на таа тема, битна е многу. Ние сме си битни сами на себе, ама сме премали и ако не нема, и ако не притискаме, не дека не ве сакаат или едноставно ве забораваат, имаат поголеми главоболки. Ако почне сега светска економска криза, да не звучам лошо, но мислам дека коронавирусот е на повидок. Сериозно прашање. Тогаш уште помалку Македонија ти е на дневен ред. И тука од вас зависи колку ќе успеете да се наметнете да сте на дневен ред. Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, гостин во утрински брифинг. Привршуваме некаде со разговорот. Едно од прашањата, особено лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоски, рече дека не се согласува со извештајот на Европската комисија, односно се согласува само со делот да препораката да почнат преговорите. Го делите мислењето или? Во однос на извештајот не можеме да се сложиме дека се во Македонија е розево, а во исто време гледаме што се случува во Македонија. Не можеме да се сложиме дека во правосудството се е добро, а знаеме што се случува во правосудството и слушавме. Не можеме да се сложиме дека нема корупција во Македонија, кога корупцијата ја гледаме и ја има насекаде околу нас до врвот на власта. Но тоа не значи дека Македонија не треба да почне преговори. Тие се работи кои што се решаваат и во тек на преговори. За тоа пред се одлучуваат граѓаните на Македонија и сум сигурен дека на 12 април ќе настане промена, дека Заев не заслужува и нема да добие втора шанса, затоа што е доста е, што би рекле граѓаните, и една нова влада ќе може да се бори со овој предизвик на реформи во правосудството и битка со корупцијата. Тоа е една од трите работи која што граѓаните постојано ја бараат, но тоа не сме да го одложи процесот на почеток на преговори. За жал, не гледам дека владата прави доволно актуелнава за во март ние да имаме позитивен сигнал. Дај Боже да грешам, и јас сакам да ние почнеме преговори, но ова што го гледам сега мислам дека не е доволно.
Во таа нова влада има место за ДУИ. Преговарате со ДУИ. Во новата влада ќе има место за оние со кои што ќе се поклопиме со програмските определби. Факт е дека без разлика на бројот на пратеници кои што ќе го освои ВМРО-ДПМНЕ, во Македонија има едно непишано правило каде што сакаме да испочитуваме албанската земјица, односно албанскиот народ, да бидат представени во владата, но со која политичка партија ќе правиме влада, многу зависи од тоа дали ќе се најдеме програмски и кадровски. Ако ВМРО-ДПМНЕ вели нови луѓе за ново време и 95% од кадрите се нови, очекуваме исти пристап и од потенцијалниот партнер кој да е. За крај, бидејќи актуелен е коронавирусот не само во светот, актуелен е и во Македонија, забелешките за министерот Венко Филипче ги следам на ВМРО-ДПМНЕ. Најавивте дури и тужба како партија против Филипче затоа што не постапувал на времено. Јас би рекол само, односно би ве прашал што ВМРО-ДПМНЕ би направил поразлично во едно вакво исклучително време, особено што разочарува фактот што партиите, сите партии не седнавте на иста маса, односно не ја дадовте истата порака дека коронавирусот е прашање по безбедноста на граѓаните и дека тука нема никаков партиски интерес. Од таа гледна точка, да, рековте во еден момент помалце пресови, претпоставувам дека тие пресови се важни кога е ваков кога е една вонредна ситуација во прашање, што поинаку ќе направеше или треба да направи Филипче? Во однос на прво ќе искоментирам дека ние имавме вчера исклучително конструктивен настап на лидерската средба. Тоа е прв пат да било кој побара било што, дали како мислење или како подршка од ВМРО-ДПМНЕ. Нашите стручни тимови во здравството, кои што мислам дека се далеку најспособни во државата и се пред се од експерти, а не од луѓе членови на партијата, стојат на располагање. Ние сме ги замолиле сите да помагаат. Досега Филипче не ги консултирал, се надевам дека ќе собере храброст и доблест тоа да го направи во следниот период. Она што е основно и што треба да го прави министерот за здравство е да работи, а не да создава околу себе медиумска фама. Гледам се нарачува текстови деноиве колку бил способен, колку добро ја менаџирал кризата. Со човечки живот и мислам дека не се тера политичка кампања и тоа е она што најмногу можам да му забележам. Еве ние да ги тргнеме нацрно на сите корупцијски афери за него кои што експлодираа последниот период. За момент да ги заборавиме, само да погледнеме на овој дел, гледаме дека човекот освен со личен пиар со ништо друго не се занимава, а ова не се такви моменти. ВМРО-ДПМНЕ на власт е значи многу поорганизиран систем во Македонија за борба со коронавирусот, кој што за жал мислам дека ќе е потраен, нема да е нешто што ќе се реши за недела или две. Неодговорно е во македонското здравство да нема доволно капацитети за да се примат луѓе, како што и неодговорно да се постави директорка која што после ќе го пренесува вирусот на други. Добро, ја осудија да за волја на вистината ја. Добро, кажав претходно што мислам во однос на таа работа, како што е исто така неодговорно да се немаат барем 2 или 3 бекап планови за било која ситуација. Тука ВМРО-ДПМНЕ е познато дека секојаш знае подобро да се работи и да изменаџира. Сите имаме и предности и мани, тоа е една од предностите на ВМРО-ДПМНЕ. И јас би сакал утре да запре коронавирусот и да не е тема, но доколку продолжи да биде и после 12 април, сум убеден дека многу подобро ќе се справиме. На моје задоволство, потпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, гостин во утрински брифинг. Ви благодарам на одвоеното време што бевте овде. Благодарам многу на поканата. Убав ден на сите. Така и апелираме до сите медиуми, постои една голема отвореност кај ВМРО-ДПМНЕ. Канете ги луѓето на дебати, разговарајте, надпревар на идеи. 12 април можеби е неизвесен, меѓутоа сега како стојат работите, ќе се гласат. Благодарам, ние сме секогаш отворени за дебата. Благодарам.